Дојдов и го најдов мајсторот. За Сарајот? Аха. Реши да го правиш, а? Еми решив, како не. Оти па да не. Пари имаме колку што сакаме. Оти кејф на душата да не се направиме малку во Сарајвек, а? Ама мајстор најдов, знаеш каков? Мајстор над мајсторите. Баш мајстор, а? Го знам? Ви сега, може си чула ти за него, ама не верувам дека го знаеш. Не, а? Знаеш како се вика? Свети Тома. Свети Тома? Си чула за него? Сум чула, ама јас сум чула дека тој шета вака по земјава и го фали името на Исуса по народов, ама не сум знаела дека е мајстор и дека тие работи. Слушај, тој шета по народот, го фали името Исусово, ама си е мајстор устабашија. Ми си го вади лебот, сара и гради куќи, мајстор зидар што му нема рамен. Еми, каде, што чекаш, го... Види сега, тој е тука во нашево место. Начув, а и отидов да зирнам еден сарај што го градел. Многу убав, умот ми штукна кога го видов. Леле, па што чекаш, викни го. Ќе го викнам. Да го викнам, слугата да го викнам. Не, јас ќе го викнам, Ајде. Митре, измеќеру, ела мамо бе. Повели, Чорбаџи, заповедај. Слушај, ја знаеш и ти куќата на Чорбаџи Јанко? Ја знам, оти да не ја знам. Кога ја знаеш, ќе претрчаш до кај куќата на Чорбаџи Јанко, таму има еден мајстор. Свети Тома. Ќе му речеш на тој мајстор да дојде ваму кај мене на ручек. Ќе му речеш вака: за најголемиот мајстор устабашија на светот, најубавиот ручек кај најголемиот Чорбаџија. Разбра? Разбрав, оти да не разберам. Јај, тргнувај, оти нозете ќе ти ги испокашам. Еве, трчам, сега. Ај така. Јас да те мислам натаму, а ти да си веќе наваму. Разбра? Ајде, досега ќе. Ајде, оди. Мислиш, ќе дојде? Оти да не дојде, мори. Ќе дојде, сигурен сум. Чорбаџио, ќе дојде. Еве, сега ќе дојде. И се му кажа кој што ти реков? Се му кажа, оти да не му кажа. Бре, Митре, бре. Ано се му кажа. Не ми се оди кај овој човек. Навистина голем чорбаџија, ама кога се распрашував кај луѓето, многу лоши работи ми зборуваа за него. Знам. Знам, помошнику мој. Се знам за него и јас се распрашав. Знам дека е голем мамелеџија. Знам дека многу луѓе има со голено до гола кожа што се вели ги има одрано, многу куќи затворено, зацрнето, се знам. Па зошто бе мајсторе тогаш на него да си го арчиш мајсторлакот и уште сарај пак да му правиш? Право тоа што ми го рече. Таков човек не заслужува што се вели ни треба да му се направи. Така да? Арно, ама да ти кажам искрено, наумив нешто за него. А што тоа? Ке се обидам душата од гревоите да му ја спасам, а парите што ги земал од луѓето да им ги вратам. А како мислиш тоа да го направиш, мајстор Томо? Види вака, помошнико мој.
Јас сега ќе појдам кај него да се договорам за работава, да ја погодам работата. А ти ќе прошеташ по местово и ќе се распрашаш на кои се луѓе пари им има земено. Така. И колку им има земено. Сите луѓе што ќе ги дознаеш, ќе ги клаиш на книга. И книгата после мене ќе ми ја дадиш. Дали стигнам сите денеска да ги запишам? Знаеш што ти многу луѓе пропиштеле од него. Знам, помошнико мој, знам, затоа оди што е можно побрзо и сврши работата, зашто и јас треба да појдам кај него. Ајде, побрзај. Добро, мајстор Том, со здраве. Ајде. Овој сарај, што пред малку ви го опишав, мислам дека најмногу ќе ви одговара. Мислам дека е најубав и дека ќе ви се бендиса. Па, него да го почнам. Домакинка, те бендисува ли тебе овој сарај? Од убав по убав е. Токму таков сакам да биде. И да знаеш, поубав не сакам поубав. Баш таков сакам да биде. Да ви го кажам уштова, чорбаџике, овој сарај е многу скап, многу пари ке вечини. Затоа не знам, затоа домакинот за пари, тој треба да се каже. Бре, мајсторчи, бре, топче, бре. Прави го ти за пари, ич не бери гајле. Чорбаџија сум јас, бре, имам пари неброени. Шо ми е таква работата, чорбаџи, да си подадеме рака? Така. И да го мислам почетокот. Така. Утре, уште утре, одам да купам зајре. Така. За почеток ќе треба да ми дадеш едно 5000 алтани. Колку? 5000. Ме мисли 6000 алтани. 6. Аха. Ако. Нека има. Нека има. Ако. А сега, домакинке, донеси го ручекот. Така, за најголемиот мајстор, најубавиот ручек. Ајде. Мајстор Томо, ја свршив работава. Браво си. Еве го списокот. А? Голем список, голем. Навистина голем мемелеџија е. Господи Боже, колку народ има запустено. Кој не знае така, помошнико мој, 10 да дај, 20 да земи. Овие првите, тие се најотепани, до гола кожа се одрани, а овие подолу помалку и се така, со ред. Умно и убаво ова што си го сторил. Умно.
А сега, еве ти ги овие пари, што ги земав од чорбаџијата. Овие пари ќе им ги разделиш на овие првите, најодраните. А за овие подолу, полека и ним ќе им ги вратиме парите, штом ќе земам други пари од чорбаџијата. Сега веднаш да нам по куќите? Не. Наредно ќе биде двајцата да им ги разделиме парите. Сега прво ќе одиме, ќе легнеме, ќе се одмориме. А утре, штом ќе се раздени, двајцата ќе трнеме и ќе им ги поделиме парите. Чорбаџио, дојде Свети Тома. Викни го, нека влезе, ајде. Се. Здраво живо, Чорбаџио, си ме викал. Слушај, мајсторе Томо, ти светец, ама, брате, пресвета. Досега траев, моучев, ама поиќе не може. Што не ти чини, бе, Чорбаџио? Ништо не ми чини. Ништо не ми чини, бре. Што да ми чини? Оти? Ео ти, 5 дена доаѓаш. Секој ден ми бараш пари. Ти давам пари, а не знам парите никаде одат, ни што правиш со тие пари. Каде ги трошиш? Пари давам, пари, сакам да знам каде ми се парите. Чии пари, бе, Чорбаџио? Како ме чии пари? Што зборува чии пари? Пари, бе, мои пари. Чии пари? Мои пари, се знае чии пари. Сакам уште денеска да ми го покажеш ти Сарајот да го видам. Ако не го видам, да знаеш ќе те дадам кај кадијата, па нека те прати апсара. Како, бе? Како ќе ме дадеш мене на кадијата? Така, многу убаво со давија ќе те дадам. Митре, ела во ме, Митре. Кажи, Чорбаџио, што треба? Кога што човек тука? Го гледам, оти да не го гледам. Што направил Свети Тома? Свети Тома? Ништо не направил. Ете тоа, ништо не направил. Само парите ми ги испотроши. Ај слушај, ќе одиш кај кадијата и ќе бараш да ти даде джандари да го земат и веднаш апсара да го пратат, а да вијата јас ќе му ја однесам таму. Ме разбра? Ај сега. Разбрав, оти да не ајде, разбрав. стекувај. Еве сега. Грешиш душа, Чорбаџио. Јас Сарајот ти го правам како што се договоривме. И кога ќе биде готов, ќе ти го покажам. Само ќе треба да ми даеш уште троа пари да го дозавршам. Како е? Како ќе троа пари, бе? Што зборува, бе? Што ќе довршиш, бе? Ти уште ни темелот не знаеш кај му е на Сарајот, бе. Слушај, ти ми ги крадеш парите, Арамио еден, крадеш од честни, ти ги трошиш парите. Абе ти темелот не можеш да ми го покажеш, а не пак Сарајот ќе ми го покажеш. Реков, не греши душа, Чорбаџио, и така ти е многу грешна. Ти ќе ми кажеш дека мене ми е грешна душата. Сакав да ти помогнам, ама како што гледам, ти не сакаш својата душа од вечни маки да си ја куртулиш. Ти ќе ми ја куртулиш мене душата од вечни маки. Не треба, фала ти.
Чорбаџио, джандарите се долу, чека. Викни ги. Еве сега. Така стојат работите, Кадио, верувајте ми. Абе, како да ти верувам дека прави Сарај, кога не можеш да ми го покажеш? Покажи ми го да го видам, па ќе те ослободам. Ма пак ќе ти речам, како можам да ти го покажам Сарајот кога не е готов? Оставете ме нараед, кај да е за скоро време ќе го доправам. Слушај, вамо. Или ќе ми го покажеш Сарајот, или ќе вратиш парите, или крк. Ама, Кадио, јас пари не можам да вратам. За спасение на чорбаџијата се потрошени. Па зар не ме разбираш? Еве, рајте што сакате со мене. Само едно ќе ве замолам. Помошникот мој да не го џибате. Тој ништо не е кабает. Помошникот? Помошникот ние и не го гибаме. Еве, го гледаш некаде? Го нема. Значи, не сме го затвориле. А и тој не е кабает, затоа што ти си му мајстор, тој ќе прави, ти што ќе му кажеш. Така е, Кадио. Па така е. И тој не е кабает, ама да знаеш, уште еднаш ќе ти кажам. Ни јас не сум кабает. За тебе се види. Стража! Ајде, водете го. А малку требаше да го спасам. Душата од сите гревои да му ја избавам. Го познаваш Чорбаџио? Овој Сарај чиј е? Овој Сарај ми личи на оној што мајсторот Томо ми го таксуеше кога ми ги земаше парите да го гради. Овој е твојот Сарај, Чорбаџи. Овде требаше да дојдеш кога ќе умриш. Ама ти не сакаше да даеш пари да го допреј. И сега за сите греови ќе тргаш довека. Тој твоите пари ги даваше на оние што си ги ограбил, на сиромасите. Та така ти го созида овој Сарај. Слушај, што ќе ти кажам. Да одиш, да го изваиш од затвор и да му даеш голем бакшиш. Та така, Белким, ќе се спасиш од гревоите.
Држ. Што е ова? Алтани. Алтани. Да, За кого и од кого? од чорбаджијата, за тебе. Тој те пикна, тој те извади.